Дури 66,4% од граѓаните сметаат дека Македонија се движи во погрешна наслака. Ова го покажува најновата анкета на Market Vision. Според резултатите од анкетираните, повеќе од половина од испитаниците сметаат дека Македонија не е на добар пат. Дека Македонија стои во место се изјаснена 23,1%, а позитивно само 7,7%. Ова е само последната анкета од низата кои беа објавувани во последниве месеци, каде граѓаните речиси за сите прашања се изјаснуваат негативно, односно се незадоволни од безмалку сите сфери во живеењето. Како најголем проблем во секојдневието, барем според резултатите, граѓаните ги посочуваат проблемите со владење на правото, односно криминалот и корупцијата. Тоа не е изненадување, особено ако се земе предвид фактот дека секојдневно јавноста е свидок на различни афери, од непотизам, тендери во 4 очи, закони со кои се зголемува неказнивоста. Нормално е граѓаните воопшто да немаат доверба во правниот систем. Граѓаните од година на година се помалку веруваат на правниот систем. Така на прашањето дали сметат дека корупцијата во нашата држава расте и дали е повисока од минатата година, дури 85,3% од анкетираните се изјасниле да, 8,4% не, а 6,4% кажале не знам. Покрај криминалот и корупцијата, за кои 27,6% се изјасниле дека е најголем проблем, на второ место е намалената стопанска активност со 18,5%. Веднаш по намалената стопанска активност е инфлацијата со 17,2%. Невработеноста како проблем ја гледа 9,1%. Од ова прашање и понудените одговори може да се заклучи дека приближно половина или 49,5% од испитаниците сметаат дека меѓу најголемите проблеми во државата се состојбата во економијата и намалената стопанска активност. Над 90% од испитаниците сметаат дека цените на производите и понатаму ќе растат. Во исто време 42,3% од испитаниците очекуваат во следните 6 месеци нивниот животен стандард да се влоши. Односно, речиси 80% од испитаниците не очекуваат подобрување во делот на економијата во следните 6 месеци. Анкетата е спроведена телефонски на 1200 испитаници од Market Vision за потребите на mkd.mk. Истата е спроведена во период од 15 до 18 септември со маргина на грешка плюс минус 3%.